Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на уште една нова телма амбуланта. Црниот дроб извршува повеќе од 500 функции и се смета за централна лабораторија на нашето тело. Но тој е подложен и на бројни инфекции кои што може да доведат до сериозно оштетување на органот. Што е тоа хепатитис? Дали секогаш позадината е вирусна? Какви симптоми манифестира хепатитисот и кој е начинот на лекување? На оваа тема денес разговараме со професор доктор Бети Тодоровска, гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Разговорот следува по рекламите, а ќе имате можност и вие при крајот на емисијата да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на телма. Како хепатитисот влијае врз здравјето на црниот дроб? Ќе ја запрашаме во денешната емисија професор доктор Бети Тодоровска, гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро најдов. Драго ми е што сум ваш гостен денеска. Професорке, црниот дроб веќе знаеме дека е витален орган, го нарекува централна лабораторија во нашето тело. Дали тоа значи дека за здрав живот е потребно да имаме здрав црн дроб и може ли да се живее без овој орган? Така е, таа констатација е вистинска, дека е еден од најважните органи во организмот, без кој што не може да се живее, доколку се доведе во ситуација на така наречена терминална фаза на заболување, кога веќе сите негови функции постепено почнуваат да откажуваат. За да стаса до тој стадиум, практично треба долг период да помине, значи не се случува тоа преку ноќ, него требаат години и години да одреден етиолошки фактор кој што влијае, го напаѓа црниот дроб, практично го оставиме да делува како недетектиран и на крај се случи тоа најнепосакуваното, да дојде до цироза на црниот дроб или евентуално до развој на еден тип на карцином кој што се нарекува хепатоцелуларен карцином, а е врзан со хронична болест на црниот дроб. Црниот дроб е подложен на разни инфекции, па постојат ли вируси кои што го напаѓаат само овој орган? Така е, постојат вируси, тие ги нарекуваме хепатотропни. Најчесто споменувани од тие хепатотропни вируси се вирусот на хепатитис Б и С како вируси кои што може да доведат до хронично оштетување. Вирусот на хепатитис А прави акутно воспаление, акутно оштетување, меѓутоа не остава последици понатака по самиот пациент, значи комплетна регенерација настанува на црниот дроб после таа атака на хепатит. Значи, се извинувам што прекинав, хепатитис А е всушност оној што се нарекува инфективен? Да, заразен хепатитис. Заразен, што се пренесува со валкани раце? Така е. Меѓутоа, овие што, да речеме, спаѓаат во наш домен на третман како гастроентерохепатолози, се хроничните хепатити. Значи, хепатитисот Б, хепатитисот С, така, кои што не се пренесуваат капково, туку се пренесуваат само преку секрети, преку крв, значи по парентерален пат, кога крв на заболен пациент дојде во контакт со наша крв, најчесто тоа е начинот на трансмисија на овој вирус и понатака тој, доколку самиот организам не создаде имунитет кон овој вирус, преаѓа во хронична фаза. За хроничен хепатит говориме кога перзистира вирусот повеќе од 6 месеци во организмот и ако веќе преиде во хронична фаза, тогаш доколку не се лекува овој хепатит, може да доведе и до трајно оштетување на црниот дроб. Професорке, акутната фаза може да премине во хронична или пак може да се јави веднаш хроничен хепатитис со отсуство на она прва акутна фаза? Практично не сите пациенти поминуваат низ акутна фаза на хепатит, кои ќе дојдат во контакт со вирусот на хепатитис Б и С. Сам оние пациенти кои што се прилично имунокомпромитирани или со недоволно развиен имун систем, како што се бебињата, новородените и доенчињата до 1 годишна возраст,
тие практично не развиваат посебна клиничка слика и со тек на време преминуваат, значи после 6 месеци веќе преминуваат во хронична фаза и кај овие пациенти, особено бидејќи на млада возраст го добиле вирусот, тоа најчесто е пренос по вертикален пат од мајката на детето, да, тогаш вирусот непрепознае, недетектиран, врши влијание за цело време и тие пациенти веќе на 20 годишна возраст имаат јасни стигмати на хронична црнодробна болест, која што можеби и за брзо време ќе побара трансплантација. Сега бенефит во однос на хепатитот Б е тоа што од 2004 година сите новородени деца примаат вакцина за хепатитис Б. Така да на овој начин практично превенираме развој на потешка форма на црнодробно заболување со тоа што ние сите пациенти, сите бебиња ги вакцинираме кога ќе се родат. Но за жал за хепатитис С немаме се уште откриена вакцина и тој тип на хепатит не можеме практично да го превенираме. Кога зборуваме за хепатит на црниот дроб, што тоа значи? Секогаш значи вирусна инфекција со некој од овие вируси? Хепатитис А, Б, Вака, С? хепатитот како хепатит значи воспалителна болест на црниот дроб. Низ фаза на хепатит не поминуваат само вирусните инфекции, поминува и алкохолната болест на црниот дроб. Значи имаме состојба на алкохолен хепатит, имаме состојба на автоимун хепатит. Тоа се болести кои што имаат автоимуна генеза во своето постоење. Така да не се само вирусните хепатити, тие кога говориме за хепатит да мислиме исклучиво само на вирусни хепатити. Сите овие воспалителни болести на црниот дроб, доколку не се лекуваат, доколку не делуваме на тој етиолошки фактор кој што довел до воспаление на црниот дроб, понатака тоа воспаление прогредира, доведува до олузнување на црниот дроб, појава на фиброза и потоа цироза како терминална болест на црниот дроб. Професорке, може ли црниот дроб да функционира нормално со фиброзно ткиво, со фиброза? Доколку не е таа изразена? Да, кога настанува фиброзата, сепак имаме делови кои што каде што имаме фиброзни промени, меѓутоа има и делови кои што се уште нормално функционираат и може тој црн дроб уште долго време да речеме да компензира на некаков начин, затоа што и пациентите кои што се во фаза на почетен стадиум на цироза, тие имаат да речеме прогноза на преживување многу подолга од оние кои што влегуваат во терминална фаза на црнодробна болест, односно на цироза. Тоа значи дека се уште има функционален паренхим кој што ги обавува функциите и му овозможува на пациентот соодветен живот. Значи црниот дроб може да се регенерира. Е орган што е така, има голема регенеративна способност. Да, меѓутоа најважно од се е да се отстрани факторот кој што го напаѓа, кој што го оштетува. Дали е тоа алкохол, дали е автоимуна болест, дали е можеби некоја метаболна болест, дали е вирус во основа. Ние треба да откриеме дека кој е причинителот? Кој е причинителот, точно, кој е причинителот, да делуваме на него. Значи, ако е алкохол во основа, да го советуваме пациентот дека треба да престане со консумација на алкохол, бидејќи секое понатамошно консумирање само дополнително го атакува црниот дроб. Ако е вирус и ако го детектираме како таков, тогаш треба да превземеме мерки за да добие пациентот антивирусна терапија, со што ќе го ставиме тој вирус под контрола. Значи, нема да овозможиме множење неконтролирано на тие вирусни честички кои што го напаѓаат црниот дроб. Или ако е автоимун хепатит во основа, тогаш треба со соодветни медикаменти да делуваме на супримирање на тој имун систем. На антителата всушност кои што го напаѓаат црниот дроб. Какви симптоми имаат пациентите кои што развиле хепатит? Дали тие се јавуваат веднаш откако ќе се развие болеста? Вака, или кога пак поспоро? Знаете како, се ако се јавува, значи
акутна фаза на воспаление кој имаме, со развој на пожолтување, на темна мокрача, светла столица, слабост, малаксалост, гадење, повраќање, може дури и фебрилност да се јави, тоа го тера пациентот да оди да побара лекарска помош. Најголем проблем се состојбите кога немаме акутна фаза на воспалението, сето тоа поминува асимптоматски. Пациентот практично не е ни свесен дека е носител, например, на некој вирус. Тој си тлее во организмот, постојано се множи, го напаѓа црниот дроб и на крај резултира со тоа дефинитивно оштетување на црниот дроб, кога веќе ќе настане и нашите терапевски можности се прилично лимитирани. Затоа е особено важна навремената дијагноза. Меѓутоа, бидејќи кај голем дел од пациентите може да биде тоа асимптоматска, фактичка тивка болест, може да биде и непрепознаена. Значи, пациентот нема симптоми кои што ќе го натера да оди на лекар, единствено оние рутински контроли кај матичен лекар кои што се прават, кои што би покажале пораст на трансаминазите, треба секогаш да го уклучат алармот и кај матичниот лекар и самиот пациент да веќе знае дека нешто се случува со неговиот црн дроб. Значи, ги споменавте трансаминазите. Така. Дали тие секогаш се покачени доколку има ваков проблем со здравјето или пак може да се покачат и од некоја друга причина? Трансаминазите може од најразлична причина да бидат покачани. Овие што ги споменавме значи, не секогаш укажуваат на хепатитис, бидејќи се крива паника кога ќе ги видиме резултатите. Тоа е сепак резултат на хепатитис. Самата трансаминазна активност значи дека настанува некроза на хепатоцитот, на онаа клетка црнодробна. Значи нешто ја оштетува таа клетка. И ние секогаш треба да трагаме што е тоа. Може да биде дури тоа и ние ја нарекуваме сега у последно време им се почеста болест неалкохолна масна болест на црн дроб. Значи нема ниту хепатит, нема ни алкохолна консумација, но самата дебелина, зголемени масноти во крвта или нерегулиран дијабет, сето тоа може исто така да прави оштетување на црниот дроб. И првин да помине во фаза на стеатоза, потоа во фаза на стеатохепатит, веќе кога велиме хепатит има и воспалителна компонента, и потоа да се развиваат тие понапреднати фази на фиброза, цироза на црниот дроб. Може ли понекогаш некоја антибиотска терапија да ги покачи? Може, овие маркери? Така е. Значи, тоа е така наречено медикаментозно оштетување на црниот дроб или дили, ние го викаме, кое што се случува и не така ретко, особено во последниве, да кажам, 2 декади кај нас прилично употребување антибиотици знаат да доведат до медикаментозно оштетување на црниот дроб. Например, амоксиклавот го употребуваат и мали деца, мислам, е препишувани за мали деца и за повозрастна популација. Таа клавулонска киселина знае да направи проблем. Парацетамолот прави проблем? Парацетамолот знае да прави проблем, меѓутоа во доза која што е надвор од препишаната, вообичаено. Доколку се претера? Доколку се претера, да. Значи, секогаш треба да се придржуваме. Па да, и суплементи. Мислам, ние се среќаваме и со пациенти кои што зимаат некаква микстура на чаеви, некакви витамини кои што ни они не знаат што се, или некакви таблети кои што им ги дава далвотеретана или било каде, што на крај доведува до навистина сериозно оштетување на црниот дроб. Сме имале такви пациенти, но за среќа добро завршило сето тоа. Како и да е, факторот кој што врши оштетување мора да се тргне на страна. Дали е тоа лек, дали е тоа зголемени масноти, дали е тоа алкохол, дали е вирус, важно треба да го да се елиминира што побрзо, толку подобри ќе бидат резултатите. Доколку се работи за вирусен хепатит и симптомите се благи, може ли болеста да помине сама од себе, без никаков третман? Вака, за хепатитот Б, кога говориме, доколку лице кое што има соодветен имунолошки систем, значи е имунокомпетентен, тој вообичаено развива имунитет кон тој вирус, значи се изборува кон вирусот. Меѓутоа,
Како што спомнав, малите деца, бебињата, доенчињата или возрастни многу пациенти кои што веќе имаат имунокомпромитиран систем, кај нив шансата да преминат во хронична фаза на воспаление и понатака на друг тип на оштетување е поголема, дури над 90%. Значи, возрастно лице кое што има соодветен имун систем би требало да се избори кон вирусот на хепатитис Б и да не остане тоа како хронична инфекција. Меѓутоа, за хепатитот С тоа не се однесува. Значи, дури 50 до 80% од пациентите преминуваат во хронична фаза. А предходно не поминале ни сакутна фаза, немале никаква симптоматологија и после X број на години ние може првично да видиме, например, на ултразвук да детектираме веќе оштетен црн дроб, па потоа трагаме по етиологијата и накнадно практично диагностицираме дека се работи за С-вирусна инфекција која што не била претходно детектирана ниту лекувана. Споменавте дека трагате по причинителот кој што предизвикал оштетување, односно воспалување на црниот дроб. Постојат ли специфични тестови за утврдување на вирусите кои што ја предизвикуваат оваа болест? Да. Значи, ние тие ги нарекуваме вирусни маркери. За вирусот на хепатитис Б најчесто тоа е така наречениот ХБС антиген, тоа се антигени кои што се детектираат во крвта и доколку се позитивни ни укажува дека тој пациент го поседува вирусот практично во организмот. За хепатитот С првичната диагноза се поставува со детекција на антитела кон хепатитот С и кога ќе го утврдиме присуството на антитела, дополнително го испраќаме пациентот на така наречена PCR идентификација, значи дали тој вирус е активно се множи, да ни се даде соодветна вредност на бројот на вирусни честички, односно квантификација на тој вирус и евентуално генотипизација кога зборуваме за хепатитис С, бидејќи различните генотипови се третираат и со различен тип на терапија. Од ковидот научивме дека не веднаш по инфекцијата се јавуваат антителата, така што може ли некогаш, ако тестот се направи прерано, да не го добиете точниот одговор за причината која што довела до хепатит? Кај хепатитот Б времето на инкубација може би е некаде 60 до 150 дена, меѓутоа детекцијата на ХБС антигенот се може да се детектира меѓу првата и 9-та недела. Значи, не е тоа веднаш од кога ќе дојдеме во контакт. Меѓу таа прва и 9-та недела најчесто треба барем 3 недели да поминат за да добиеме позитивитет за ХБС антигенот. И некогаш, ако се фати тој window период што ние го викаме, прозорец, да едноставно кога не е детектиран вирусот, а пациентот е заболен со тој хепатит, па да биде на пример потенцијален дарител на крв, па на тој начин да се проследи. Само тоа е во многу редок случај на дарителства, затоа што сега толку се ригорозни и толку подлежат на различни испитувања крвните деривати, да тоа веќе е сведено стварно на минимум. Доколку се исклучи вирусната природа на воспалението на црниот дроб, како продолжувате понатаму да трагате? Што може да довело до оштетување на овој витален орган во нашето тело? Понатака, значи секогаш ни е важен анамнестичкиот податок за консумација на алкохол. Понатаму ја гледаме состојбата на пациентот во однос на телесната тежина, дали може би тоа е еден од факторите што довел до оштетување, состојбата на маснотии во крвта, на шеќер во крвта. Понатака, секогаш им назначуваме на пациентите да испитаат и автоантитела за да исклучиме имуногена етиологија на црнодробната болест. Понекогаш може да се работи за метаболна болест, например за болеста на Вилсон, тоа е пореметување на метаболизмот на бакарот,
и да Кога оди се таа таложи бакар во овој кога се орган. таложи во органите, најчесто тоа е црн дроп и базалните ганглии од мозокот. Значи, кај тие пациенти може да се уште од мали нозе да се детектира трансаминазна активност. И ако не се свати сериозно тоа, значи зошто дете кој што да речеме има нормална тежина, има се вака генерално нема консумација на алкохол, нема вирус, нема автоимуни антитела позитивни, зошто има високи ензими? Тогаш треба да размислиме и во таа насока, па да видиме дополнителни испитувања на церулоплазмин, на бакар во серум и така натака, за да не случајно се крие таква метаболопатија. Но може ли да не откриете воопшто што довело до овој проблем? Па Да ретко не се се скрие случува, меѓутоа да, има одреден процент кој што ќе ги крстиме како идиопатски, да не знаеме од каде сето тоа е настанато. Споменавте дека ензимите е многу важно. Ензимите на црниот дроб, дали се покачени или не. Дали нивните гранични вредности или благо покачување се сигнал за узбуна, аларм? Да, реално ензимите треба да не бидат во референтна вредност. Секое покачување укажува дека Бара нешто исследување, така? Бара исследување, нешто се случува тука. Без разлики да не е тоа многократно зголемување, например за автоимуните хепатити, знаеме дека обично 5 до 10 пати над нормала, тоа веќе ни паѓа во очи. Акутниот хепатит оди со 4-цифрено зголемување на вредностите, така да тогаш исто ни е прилично јасна ситуацијата. Меѓутоа, оние состојби кога имаме благ пораст на трансаминазите, не треба да го оставиме и да го игнорираме, него секогаш треба да трагаме што е тоа што нас не го оштетува црниот дроб. Професорке, доколку неехо веќе се забележи одредено оштетување. Се пронајде причината што довела до проблемот, се елиминира. Може ли да се очекува да се повлече тоа оштетување, односно црниот дроб да се регенерира? Или одредени оштетувања едноставно се трајни? Зависи од состојбата на црниот дроб во моментот кога е поставена дијагнозата и кога е започнат третманот. Значи, ако веќе црниот дроб е во терминална фаза на цироза, тука немаме некои можности за посебно подобрување. Меѓутоа, и ако е во првите стадиуми на цироза или е само во фаза на фиброза или во фаза на хепатит, тогаш самата терапија која што ќе ја спроведеме доведува до подобрување на состојбата и до регресија на оние претходни оштетувања кои што биле настанати. Или, например, кај Вилсоновата болест, ако тој почне да се бакарот да го исфрла пациентот од организмот, веќе тоа депонирање не е присутно во црниот дроб и полека тој почнува да се обновува и да функционира. Ќе ги вклучиме и гледачите во денешната Телма амбуланта, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Професорке, знаеме дека црниот дроб ги обработува сите лекови. Сега во овој период кога трае лекувањето, дали смее да се зема некаква терапија, одредени лекови? Бидејќи многу пациенти земаат хронична терапија за одредена состојба, покачен крвен притисок, проблем со тироидната жлеза. Ние точно знаеме кои лекови може да дадат дополнително оштетување и пациентот секогаш треба да се консултира со гастроентерохепатолог за да види дали неговата терапија која што ја добива може истовремено да дополнително го оштетува црниот дроб. Така да некогаш нема контраиндикација да се добива соодветната терапија која што од претходно ја примал пациентот, меѓутоа некогаш може да тоа штетно влијае и ние правиме модификација на тие лекови, консултација со докторите кои што ги водат и кои што им ја препишале таа терапија, за да евентуално се даде лек кој што ќе биде помалку токсичен за црниот дроб. Имаме гледач, ќе му дадеме предност, ќе го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и емисијата. Ви благодарам. Точно баш за ова последно прашање сакам да прашам. Дали долготрајната употреба на кафетин делува на оштетување на црниот дроб или на циста на црниот дроб или на панкреасот?
Така, ви интересира конкретно, бидејќи предпоставам оваа терапија пиете по долго време, дали може да ви направи некаков проблем со овој витален орган? Ви благодарам за вклучувањето во програма, професорке. Што би советувале? Кога постојано ви имаат луѓе хронична главоболка, мигрена и постојано пијат некакво средство за да си ја смират болката? Значи, конкретно кафетинот, доколку се добива во доза која што е препишана, не би требало да направи некој посебен проблем, освен ако не се работи за ситуации кога настанува такви, така наречени идиосинкрастични реакции на медикаментозно оштетување, кога едноставно не е протолкувана точната причина зашто се случува, може да е автоимуна причина, меѓутоа има такви состојби кога може да настане и таков тип на оштетување на црниот дроб, меѓутоа вообичаено ако оди со регуларна доза, меѓутоа сите тие, да речеме, аналгетици секојдневно не би требало да се употребуваат. Тоа не е терапија која што треба секој ден пациентот да ја прима. Друго е антихипертензивната терапија, друго е терапијата за диабет. Меѓутоа кафетинот како таков генерално не треба секој ден да се зема. Не треба секој ден да се зема. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да ја прашам докторката вака. Имам диагностицирано од пирсинг или од не знам од што, уште пред 10 години хепатит С, тај уману што е група најлакат за лечење. И тага беше актуелна од швајцарска терапија пегилиран интерферон, односно лекот Пегазис. Да. За многу кратко време, него ни целу терапiju исприма, него на трети месец, она се прима најмалку 6 месеца, ја на трети месец немаше више у крв. Тој, значи, уману, отидеш и они ти каже, има уште. Добро. И еден пут тест вика нема више, после па контролен тест нема више, ама у оној ХЦБ, како што го докторка на почеток кажа проверку најосновно за антитела, остана позитивен. И понатаму имате антитела? Да. Добро. Да, тој ме копка и уште сега, зашто им терапија многу лошо поднесе, некој го поднесе која го многу лошо поднесе и затоа 3-4 месеца него не исприма до 6. Ја прекинав, да, пошто да вас ве мачи резултатот каде што имате позитивни антитела, зошто таков резултат добивте? И ми интересира да го прашам докторку дали га има најнов лек, што е само таблетарен, знам карвон или како се викаше, што на С хепатит над 80 нешто постпречи, има и у Индију се произведува. Америку е терапија 70.000, у Индија е 1300. Имам чуено дека има лек и у Македонија. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професорке, пријатно. Да, благодарам за прашањето. Значи вака, на првото прашање што ни го постави пациентот за присуството на антитела, тој доживотно ќе ги има тие антитела и нека не очекува дека ќе се изгубат. Значи те нема да исчезнат никогаш? Нема да исчезнат, да. Тоа укажува дека бил во контакт со вирусот на хепатитис С. Меѓутоа, најважна е таа детекција во ману што ја правиме, тоа го викаме на ХЦВ-РНА, значи со таа PCR методологија, да се утврди бројот на вирусни честички. Што ме тамо негативен, тоа ни укажува дека нема потреба од третман на тој хепатит. Да, во минатото го употребувавме тој пегилиран интерферон алфа со рибавирин, меѓутоа сега имаме нова терапија, значи новите директни антивирусни лекови, имаме и пангенотипски тип и терапија која што е за генотип 1, така да сега е исклучиво таблетарна таа терапија, која што трае 3 месеци, многу полесно се поднесува од страна на пациентите. Факт е дека тие кои што примаат тогаш пегилиран интерферон стварно имаа многу несакани ефекти и беа под наш постојан мониторинг и не само тоа беше субкутана апликација еднаш неделно во период од 6 до 12 месеци зависно од генотипот, така да многу помачно за пациентите и за третман на хепатитот. Но сега навистина тоа е отидено многу напред и речиси, да не кажам 100%, ама речиси 100%, можеби 99% се излекуваат со новата терапија. Професорке, имаме уште еден гледач. Јас имав уште едно подпрашање во однос на тоа колку често треба да се прават овие испитувања за присуство или отсуство на вирусот, но за тоа малку подоцна ќе му дадеме предност на гледачот да не чека. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до професорката. Ви благодарам. Едно прашање ме интересира, пиев декортин
5 години. Така. Ми беше извадена слезината без на терапија на хематологија. Така. Кажете ми да, не знам дека сум прележал хепатит Б. И ме тера на инфективно додам да проверам за да примам терапија Маптера. И се кажете ми имам болки тука од десната страна, дали може да е од декортинот? Пошто 5 години го примам и тоа јако 80 дневно. Така, професорке, да немате некој подпрашање само? Маптерата зошто хематолозите ви ја даваат? Они ја Пошто препишуваат? имам тромбоцитопенија, имам хронична. Добро, а декортинот ви го исклучуваат или истовремено одите? Па овака кога ќе над стотка кога ќе дојдам ми го намалувам. Доаѓам до 20 и после прекинувам некое време, па кога ќе ми паднат по 20 па го примам. Добро, а за Б хепатитот имате активен вирус или имате само антитела развиени кон вирусот на хепатитис Б? Па без неинфективно ми рекоа дека можам да примам терапијата. Можам да примам терапијата, пошто не е штетно. Така, но... А дали ви дадоа профилактички лек за вирусот? Да. За вирусот кој лек ви го дадоа? Тенофовир или ламивудин? Не. Значи, такво нешто не добивте? Не ви дадоа. Не, од ефективно ништо не ми рекоа дека ми проверија крв, се ми рекоа не е страшно ништо, немаш ништо на црниот дроб, и ехо ми направија, можеш вика да примеш слободно терапијата. Да, добро, благодарам. Ви благодарам Да, за вклучувањето. за декортино, да. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професор. Според кажувањето на гледачот, веројатно нема активна вирусна инфекција со вирусот на хепатитис Б и не му е препорачана профилакса, затоа што терапијата со Маптера практично доведува до една имуносупресија која што може да направи реактивација на вирусот. Така да во одредени ситуации, ако е он ХВС позитивен, тогаш треба профилактички да добива и антивирусна терапија. Меѓутоа, очигледно кај него имаме само антитела кон вирусот на хепатитис Б и затоа не е препорачана профилакса. Во однос на декортинот, значи декортинот ние го даваме и за болести кои што имаат автоимуногенеза и на црниот дроб. Така да ги даваме и долго време, дури кај некои доживотно, доколку не се развијат нус појави, затоа што декортинот има прилично несакани ефекти од типот на хипертензија, развој на дијабет, остеопороза и во тие ситуации правиме и промена на терапијата, меѓутоа нека не го секира во однос на декортинот и црниот дроб, тоа ние исто така го даваме и кај болест на црниот дроб. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Повелете во програма сте? Ало? Ве слушаме одлично, господине, Сакам повелете. да прашам нешто. Така, секако. Молим? Повелете, ве слушаме. Ај, да прашам. Да. Види, јас за црниот дроб сакам да прашам, поради таа е емисијата, нешто како ми вика да имам замаслен дроб. И сега, например, осеќам кој один замор, да речеме. Дали е од замаслен црниот дроб или не е? Така, дали ово поврзано вас ви е дилемата? Така, ви благодарам за вклучувањето. Значи, вашата дилема дали црниот дроб може, замастениот црн дроб да доведе до премор, ако добро ве разбрав. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, благодарам за прашањето. Заморот обично е поврзан со болести на црниот дроб кои што не се од типот на замастување, односно стеатоза. Самата стеатоза како таква ретко доведува до замор, меѓутоа ако има да речам, напредно оштетување на црниот дроб, може да се јави и замор. Заморот и кај хепатитите може да биде еден од симптомите. Да. Меѓутоа, самата стеатоза, ако е само стеатоза, не би требало да биде врзано со заморот. Може би повеќе треба да види во однос на кардиоваскуларниот систем, состојбата со срцето како е, бидејќи по гласот како да е возрасен гледачот, така да поверојатно е дека нешто друго
е во позадина. Така. Споменавте дека треба да се утврди ке пациентите со хепатитис дали имаат активна форма на вирусот. Така, дали вирусот е активен? Да. Какви испитувања се прават? Тоа се тие испитувања што ги споменавте во МАНУ? Да, во МАНУ, да, и на инфективна клиника, исто така. Работат и во Институт за јавно здравје, мислам дека изработуваат PCR технологија има таму каде што може да се точно детектира бројот на вирусни честички и ние спрема тие резултати потоа се раководиме дали е индицирана или не е индицирана. Колку често треба да се прават овие испитувања за да се следи состојбата со бројот на вирусите во организмот? Значи, зависно пациентот на која група припаѓа. Доколку е пациент со вирусен хепатитис С. Ние, иако имаме позитивен наод на PCR, значи имаме позитивна ХЦВ-RNA, тогаш тој пациент во секој случај индицирано е да се третира со антивирусна терапија. Започнуваме со антивирусен третман и потоа правиме испитување да видиме дали терапијата делува позитивно. Односно, посакуван резултат ни е да добиеме дека имаме отсуство на вирусот од она детектибилно ниво кое што го мери тој апарат. Така да, доколку се постигне такво нешто, после завршување на третманот, ние ги анализираме тие пациенти после третиот месец, после шестиот месец и веќе ако и после 6 месеци имаат негативен резултат, велиме дека постигнале стабилен вирусолошки одговор, што ни е целта на терапијата. После тоа можеме на годишно ниво да правиме анализа чисто да видиме, меѓутоа веќе тие се сметаат за излекувани. Кај Б хепатитот е малце поинаква ситуацијата. Тука имаме подолго траен третман, кој што ќе трае со години, најчесто е тоа таблетарна терапија која што ја добиваат пациентите и кај нив го одредуваме овој титар на вирусни честички, од кој ќе почнат со терапијата првично на 3 месеци, потоа на 6 месеци и потоа барем еднаш во годината да следиме каков е титарот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Само момент. Го очекуваме вашето прашање. Така. Ќе ве молам, јас сум прележала... Не ве слушам. Јас сум прележала хепатит и со години гама гетето ми е стално покачено. Не е многу, ама е покачено. И пијам урсофалк. И што ќе ми каже докторката? Така, што ќе ви советува професорката? Повелете, Добро, еве, јас морам да прашам во однос на... Се уште се надевам дека гледачката на линија, бидејќи професорката има подпрашање. Така? Во однос на консумација на алкохол? На линија сум, да. Да, дали во однос на консумација на алкохол? Консумација на алкохол, дали консумирате алкохол? Ма како алкохол, јас катастрофа, ја никогаш алкохол... Не сте ни пробале, не сте ни помиризале, така. Добро, затоа што некогаш изолиран пораст на гама гете укажува на консумација на алкохол. Може да биде присутна кај тие пациенти, меѓутоа во секој случај може да укажува и на хронично оштетување, така да треба дополнително да се види што е причина, доколку вирусната инфекција е ставена под контрола, може би има некој дополнителен фактор кој што го оштетува црниот дроб. Значи тоа треба исто така да се утврди и да се потоа отстрани тој фактор кој што доведува до проблеми. Кога некој има хронична состојба, односно хроничен хепатитис, дали е потребно да биде хоспитализиран? Како изгледа процесот на лекување? Па не, вообичаено тоа се амбулантски пациенти кои што ги следиме и кои што ги третираме. Ретки се состојбите кога има, например, да е хронична инфекција, па со реактивација, со наеднаш зголемени вредности на трансаминазите, дури и над 1000-дарка, со пожолтување, може некогаш дури
и да се случи појава и на течност слободна во абдоминалната празнина. Само тие многу ретки случаи кои што се навистина да речам со потешка клиничка слика ги хоспитализираме. Се останато оди амбуланта. Доколку почне црниот дроб да откажува, има ли некоја терапија со која што би можело да се спречи прогресирањето на состојбата? За жал нема некоја посебна терапија. Се што се дава во тие моменти е зависно што доминира од симптоматологија и што е актуелно. Доколку е слободната течност во абдоменот најголемиот проблем, даваме диуретска терапија која што може да биде и двојна или пак да одиме на евакуирање на слободна течност по перкутан пат за да го растеретиме пациентот практично тие симптоми. Доколку се случува некогаш истовремено бубрезите да почнат да откажуваат, тогаш заедно со нефролозите сме на линија за евентуално ако има потреба и од диализен третман. Ако има нарушување на свеста, даваме лекови кои што само ја ублажуваат состојбата, меѓутоа не ја подобруваат самата болест. Значи, цирозата која ќе настане, веќе посебен третман за нејзе не постои. Единствен куративен третман кај пациенти со терминална фаза на црнодробна болест е трансплантацијата. Значи, тоа е единствениот начин за да се реши проблемот. Да. Кога зборуваме за трансплантација, дали секогаш органот треба да биде од кадавер или пак може да се добие црн дроб и од жив донор? Да, постојат тие два типа на трансплантација, и од жив донор и од починато лице. Западниот свет претежно ја употребува таа кадаверична трансплантација. Што се изведува и кај нас? Да, што се изведува и кај нас од 2022 година. Меѓутоа, во случај да треба, например, итно да се делува, еве кај нас ние реално имаме проблем со бројот на донори. Значи, немаме толков број на донори колку што имаме побарување. Така да, ако е навистина ургентна состојбата и треба пациентот за брзо време да биде трансплантиран, тогаш прибегнуваме кон трансплантација од жив донор, меѓутоа таа не се прави во нашата земја и се уште ги испраќаме пациентите на лекување во странство, но сме со надеж дека и тоа ќе започне еден ден да се работи. И како се прави таа? Се зема само делот црниот дроб, да. Може да функционира нормално само еден дел? Треба само прецизно да се избере донорот, тој треба да биде навистина здрав, релативно млад, мислам релативно, од прилика до кај 55 години се прифаќа донорството за ливинг донор, да нема претходни некои болести хронични, да не биде обезен, да нема некој висок степен на замастување на црниот дроб, зашто тоа го прави, ја отежнува ситуацијата, затоа што таков заместен црн дроб потешко профункционира во телото на реципиентот. Така да, тоа се случува. Се зема најчесто десниот дел од црниот дроб на донорот и потоа тој, бидејќи е здраво лице, кај него настанува регенерација и нема никаков проблем понатака. Кога станува збор за трансплантација на црн дроб од починато лице, како се проценува дали тој црн дроб е соодветен за лицето каде што треба да се трансплантира? Најважна ни е првично крвната група, значи да има совпаѓање на крвната група и ние правиме процена на црниот дроб со ултразвучен преглед, со компјутеризирана томографија и се прави анализа на оние маркери, трансаминази, на липидите, на вирусите присутни, затоа што и тоа е важно во случај да донорот, например, е ХБС позитивен, не треба да го дадете кај реципиент кој што е негативен, например, на ХБС, меѓутоа може да има реципиент на листа кој што пак има во основа хронична Б-вирусна инфекција, па може да прими таков орган. Така да повеќе работи се анализираат, повеќе работи се следат, додека не донесеме дефинитивна одлука дали органот е соодветен за дарување или не. А кој пациент се смета за кандидат
за трансплантирање на црниот дроб? Имаме ние еден скоринг систем кој што го употребуваме, тој се нарекува MELD скор. Тој во себе инкорпорира 3 параметри лабораториски, тоа се билирубинот, креатининот и ИНР-от, тоа е протромбинското време. И практично според тој MELD скор се прави предикција на преживувањето на пациентот, односно на ризикот од летален исход. Колку е повисок тој MELD скор, толку и процентот за летален исход кај тој пациент во следните 3 месеци е поголем. И затоа тие пациенти што имаат поголем MELD скор се ставаат повисоко на листата, затоа што тие се во една потешка состојба. Вообичаено ги ставаме на листа за трансплантација пациентите што имаат MELD скор над 15. Тоа ни е некој cut-off, да речам. Максимален MELD скор е 40, меѓутоа тие што се со над 35 MELD скор се прилично тешки пациенти, кај нив и да се случи трансплантација, преживувањето е дискутабилно и е ниско. А откако ќе се трансплантира професорке црниот дроб, дали значи дека сите проблеми за пациентот од тој момент завршиле? Не е така, да. Не е баш така. Не е баш така, да. Факт е дека тие пациенти добиваат нова шанса за живот. Меѓутоа, на почеток, додека не се воспостави една терапија која ќе биде регулирана во односи на доза и на се бара многу чести лекарски контроли. Значи, додека е во болница пациентот, тоа речиси секојдневно се прават тие анализи на крвта. Потоа, кога ќе го пуштат од болница, пациентите доаѓаат во нашата трансплантолошка амбуланта и првично еднаш неделно ги следиме, па потоа го редуцираме доаѓањето на секоја втора недела, па еднаш месечно, така да до крајот на првата година од прилика да се сведеме на секои 3 месеци да ги гледаме пациентите и потоа ако веќе влезат во една стабилна ситуација кога имуносупресивната терапија која што им е доживотна, им е во стабилно ниво, нема флуктуации, нема потреба од баждарење на дозата, во тој случај веќе може и на 6-месечни интервали да доаѓаат на контрола. Меѓутоа тоа на почеток не е баш така, баш мислам ние се фамилиаризираме со тие пациенти затоа што навистина пречесто ги гледаме, не стануваат баш како дел од фамилија. Секако. Да. И на крајот да сумираме, треба да го чуваме здравието на црниот дроб, бидејќи тој е клучен всушност за здравиот живот, да правиме редовни систематски прегледи, секое покачување на оние трансанимазата на ензимите. Кои се всушност ензимите на црниот дроб, еве можете да ни кажете? AST се тие клучните кои што ни се важни и како што спомна пациентката гама-гете и уште еден ензим кој што повеќе укажува на еден друг тип, холестатски тип на болести, алкална фосфатаза, меѓутоа трансаминазите се тие AST, ALT и гама-гета. И при нивно покачување да се побара лекарска помош. Така е. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за ова убаво исцрпно појаснување поврзано со болестите на црниот дроб, како што е хепатитисот, и се надевам дека ќе се видиме повторно. Ви благодарам за поканата, се надевам еве и пациентите, гледачите кои што не се пациенти добија одговор на тоа што ги интересираше и јас се надевам дека и друг пат ќе бидам ваша гостинка. Така. Денешна гостинка во Телма амбуланта беше професор доктор Пети Тодоровска, гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и се гледаме секој работен ден кога заедно учиме за нашето здравје. Пријатно.